Не се служам с колегата Главиче, дека овој план е толку мало. Само неколку страни. Не се служам затоа што и нема што да напишете друго. Значи, оно што е реално сте го напишали, толку е. Не треба кој ги сакате хартија глава и без има што да напишете. Затоа што реалноста, знаете вие сами, е некоја друга. Нема инвеститори таму. Јас од ова говорица сум рекол повеќе пати дека таа е промашена локација. Локацијата што на почетокот некој е промашен. Дали од лични интереси, дали така сакаше да биде, дали сакаше тој простор таму да го племени, меѓутоа оттаму не бива ништо. Ако не беше помошта од државата или општината, ни Крумбет, ни Шуберт не може да постои таму. Овие сите фирми што ги најавуваат дека ќе инвестираат државени, пак и се повторам со колегата, и лани ги пише тистите и годинава ги пише тистите. Тие и не се некои фирми ако работат по 20 или 30 луѓе. Тие се едни обични работилни. Такви изградот имаме колку што сака. Та не е некоја инвестиција, кој обичен џуќер може да прави пластична програма, да работи 4-5 луѓе или толку колку што имали сектора, тој толку на 4-5 луѓе да работиме и тоа е тоа. И ние ќе се чукаме погради, ќе викаме ветилуми, ќе правиме пресконференција, дека можеме да се јавија нови инвеститори. Ги нема. Вие директори знаете дека ще ги нема. Затоа што кога одите на работа, од левата страна има една или две грчки фирми затворени кои што работат. Значи тие направи инвестиција во Битола, отворија текстилни фабрики, видоа со кои имаат работа и се заминаја. Не само тие. И други такви компании кои што имаја намера да вложат во Македонија или во Битола, вложија и пак го заврши бизнисот. Сите привилегии што ги имаја земјно, дали од нивната држава, дали од Европска унија, ги искористи и се заминаја. Никој не ќе има работа со нас. Истото ќе се случи и вас таму во Жабина. Сега нешто што сакам да ве прашам, значи, ја сте дали бевте вие директор, кога се градеше фабриката Крумбет и Шуберт, или тоа јас бев 2 пати година таму. Имаше такви бе околности, како каже што требаше наистина да видам таму. 2 пати година и од почетокот на изградбата на фабриката знам, значи од првиот ден кога почнав да идам да работам таму, фирмата што работеше, да е истата што сега направите другиот дел. Знаете што зборува? И видел со какви проблеми се соочува. Значи во училиште да направиш инфраструктура. Тешко нешто и страшно. И се во многоборница и надам дека ќе ми одговорите, затоа што едно прашање што те сум го поставил повеќе пати, а не засега сите нас. Кога се посекуваше тој простор таму во Жабени, стигнаја стотици камиони од фени. Добра мова втор или трет пат од Гоборница. Тие камиони донесоа скура од рудникот од Кавадарци. Таа содржи значителен процент на олов. Таа скура е турена во училиштето. Колега знае татко да ќе го прашаш таму работеше во СКТ на Доница. Во училиштето е турено и сега во подземните води сигурно не е растопено оловото. Знаат двете колешки што работат таму. Дали имате извршено лабораториски испитување на водата? Дали содржи олово, таа подземна вода што изгледува самата, може и фабриката Крумбет и Шуберт ги изгледува, не знам што се случува, не знам како имаат тоа регулирано, дали имаат пумпи таму што црпат или ситро и така натаму. Значи, дали имате извршено испитување на таа подземна вода, дали содржи олово? Затоа што тоа, знаете како се движи напред, таа оди према крененица, према тој дел напред. Подземните води носејќи ги тие отровни материи од фени, сигурно ги носат и напред. Јас тоа што го мислам го кажувам и тоа што треба да прашам директорот има со знание или нема. Вие ако сте компетентни одговарате, не може вие се да знаете. Цела вечер све вие знаете, ние ништо не знаеме. Додека не знаеме прашуваме. Значи таа е таа
Кажи Не. да сгурат от кавана църквилиша на себе. Да, той го кажа. Той да му каже, значи директоре, аз се надевам, дай може да стигнат инвеститори. Дай може да ви плана в година толкова да видим. 15, 20, 30 страни. Да кажете дека на мисля да економски бум се направи младите од фондовки што заминаа нашите бидолчани од Париз, од сега къде ще има победи от свет, къде ще избега да се вратат назад. Економскиот бум го жавени се работи во фабриките кои што дојдоа од цела Европа и економската економија тргна напред. Јас сега толку ви благодарам.